Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Сигурно сте малку сварени, но тоа е. Влеговме жестоко во јуни, со температури од речиси 40 степени и тоа некако нагло преку ноќ. Ваквите високи температури не се нешто невообичаено за Македонија, но изгледа проблемот е што сите некако се осеќаме тешко и безволно, токму затоа што како преку ноќ да зажешти. До пред една недела требаше да носиме јакни, за сега да ги палиме клима уредите за да се изладиме. Но како што реков, тоа е. Прогнозата за ова лето е дека ќе биде всушност и потопло од вообичаеното. Според УХМР, летово ќе биде баги потопло и посушно, со температури кои ќе ги надминат многогодишните просечни вредности за дури 3 степени во речиси сите региони на земјата. УХМР предупредува дека јули ќе биде најтоплиот месец, особено во јужниот и југоисточниот дел од Македонија. Паралелно со повисоките температури се очекуваат и врнежи да бидат под просекот, особено во јули. Исклучок може да бидат планинските региони, каде што нели има и обилни врнежи. Накратко, не чека екстремно топло и суво време, кој би било проследено со оние летни попладневни бури кои се непредвидливи. Добро е што со сите промени кои се случија минатава година од доаѓањето на нова власт, е дека промени претрпи акцискиот бран за прогласување на топлотните бранови. Според тоа што успеам да видам од информацијата, е дека ова лето прогласувањето на елементарните непогоди, како се вика, односно ние фазите жолта, портокалова и слично, ќе биде кога температурите на термометрите ќе бидат под 40 степен, а не како досега да треба да чекаме 45 степени. Како и да е, реков, не чека пеколно лето. Но доста со прогнозата. Навикнати сме ние на пекол, така што време е да се фатиме за работа. Не знам дали памтите минатата недела. Еден дел од емисијата, и тоа не знам веќе по кој пат, го посветив на најновите скандали во македонското судство. Главно зборував за незаконскиот избор на судиите во апелација. Искрено мислев дека некое време ќе ги снема со глупостите, но еве неделава судството ни приреди уште еден скандал. Скопска апелација со помош на висшето обвинителство не само што му овозможи на Асмир Јаховски, сопственикот на Пуцко Петрол, да не ја пропушти семената прослава на Босвор во Истанбул, туку му дадоа и привремен важечки пасош за 6 месеци. Алфа од своји извори во кривичниот суд дознава дека Јаховски пред 10 дена побарал од кривичните судии да му го одобрат барањето за вадење на привремен пасош. Откако Скопска единица го одбила, тој се жалел пред апелација. И така со позитивно мислење на висшето обвинителство, апелација донела решение Асмир да може да излегува надвор од државата во наредните 6 месеци. Апелација со контраодговор на овие информации ја префрли топката. Кратко ни напиша, кривичниот суд бил надлежен за спроведување на мерките, при тоа во одговорот си премолчија дека тие неодамна одлучувале за привремениот пасош на Јаховски. Ве известуваме дека апелациониот суд Скопје не ги спроведува мерките на предпазливост, заради што за одговор на вака поставеното прашање обратете се до надлежниот основен кривичен суд Скопје. Сепак, Асмир Јаховски од Босвор долетал во Скопје и за утрината се пријавил кај одговорното лице во кривичниот суд. Предходно, кривичниот суд одби, но апелација му ја прифати гаранцијата на Јаховски од речиси 2 милиони евра за да излезе од притвор. Тој заедно со бизнисменот Радко Капушевски и уште 11 луѓе се осомничени дека преку злоупотреби на набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино го оштетиле државниот буџет за неверојатни 167 милиони евра. Според информациите, обвинителството води и друга истрага за квалитетот на мазутот поради еколошко загадување и труење на воздухот. Осомничен во случајот е и екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, кој е недостапен за органите на прогон. Да не ви се верува. Ајде што го пуштија од притвор. Тие бри и пасош му дале за да оди на прослава во Истанбул. Значи човекот што е осомничен дека го оштетил буџетот за цели 167 милиони евра, го гонат за кривични дела, перење пари и други приноси при набавка на, пазете сега, мазут со сомнителен квалитет, си добие од судот дозвола да добие привремен пасош и да оди да си шета по Босвор на семејни прослави. Поголемо дно од ова нема. И ова е само кулминација на сите глупости кои ги направи судот во однос на газдата на Пуцко Петрол, од избивањето на аферата до сега. Не знам дали памтите, уште при првите апсења, судот и обвинителството целосно се заплетка околу Јаховски.
имено при неговото приведување. Тоа беше неделата пред ужасниот пожар во Кочани, колку што се сеќавам. Обвинителот најави дека од почеток ќе бара затворски притвор за 5 луѓе, меѓу кои и Јаховски. За ден потоа, судот да каже дека му определил само домашен притвор во согласност со обвинителот. За уште еден ден после тоа, истото обвинителство да каже дека ќе се жали на одлуката која нивниот обвинител пред тоа е прифатил. И на крај, под 3 дена, под силен притисок на јавноста, судот сепак му одреди затворски притвор. Тогаш се збореше дека обвинителката дошла во судот со предлог на хартија да се определи притворот меѓу кој тој за Јаковски, но и усно во разговор индиректно и дала ишарет на судиката дека нема да има проблем само за него да се определи куќен притвор. Значи, официјално, на хартија тогаш излегува дека од судот се барало, односно судот го одбил барањето на обвинителството Јаховски да патува за шутка и му определи поблага мерка куќен притвор, што всушност и било целта на целата операција. Тогаш повеќето медиуми обвинија дека зад сето ова стои, ако не кој, Ислам Абази, шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, кој патеме од Мала Речица и е сосед на Али Ахмети, лидерот на ДУИ, партија од која нели пратеник е Исмеал Јаховски, таткото на Асмир. Сега, по сето оваа брканица и огромниот притисок од јавноста, конечно на Јаховски му беше одреден затворски притвор. Но само некој месец подоцна, тој преку неговите адвокати се жали и бара да биде пуштен дома, со гаранција од 1 000 000 евра во имот. Обвинителството си поигрува топло-ладно, односно кажува не може така, освен тој 1 000 000 евра во имот, нека понуди уште 1 000 000 евра во пари на посебна сметка во банка, па тогаш нека излезе. Но кривичниот суд и покрај оваа игра ја одбива жалбата на Јаховски и тој останува зад решетки. Кратко време после тоа дознаваме дека тој се жалел на оваа одлука, одел на повисокиот апелацијски суд за пред некоја недела тие да му го прифатат барањето да излезе од шутка со гаранција од нешто над 2 000 000 евра. Рекоа дека одлуката ја донеле со дозвола на обвинителството, кој нели пред тоа кажа ако понуди и кеш може. И сега, после сето ова, тој си доби и привремен пасош да си шета слободно низ светот. И тоа не само за ова патување во Истанбул, затоа што колку што разбрав, тој пасош привремен му важи 6 месеци. Па веројатно може да оди на летен одмор некаде. Така, циркус. Да ви го раскажу ова, некој нема да му верувате. Како беше народната, лудиот го нади збунетиот. Навистина човек не може крајот да им го фати. Искрено, ништо не значи тоа дека ете се вратил од Истанбул и се пријавил пред судот. Каква гаранција е тоа дека кога ќе му загости, нема да се врати тогаш? Или дали за време на овие патувања семејни, може би ги троши или преместува парите за кои се осомничи дека ги стопил од буџетот? Друга работа. Какви се бе овие скандалозни и дволични решенија на судот, односно двојни аршини? Некој наместо во притвор со депозит од 2 000 000 евра може да шета на матура во Истанбул, а некој да заврши на операција и тоа за време на слободен викенд од затвор да добие тортура и дисциплинска. Токму така, додека Јаховски си има дозвола и пасош да слави матури на Босфор, осуденикот од 27 април Александар Јаневски Тошта за време на минатата власт доби тортура и го казнуваа затоа што за време на слободен викенд заврши на операција човекот. И тоа не било каква, туку доби по 3 стента на срцето, откако затворските власти со месеци не сака да го носат на контрола. Семејството, уште тогаш минатата година во март, стравуваше за неговиот живот. Имено по операцијата, тој без лекови, без контроли од лекар, беше фрлен во затворска амбуланта во Штип, каде чекаше да оди и тоа, замислете каде, на дисциплинска комисија. Тогашните затворски власти го третираа како бегалец затоа што, замислете, не се вратил од слободниот викенд, а тој да ти бил задржан во Охридската болница заради зафат на срцето. Затворската управа не го земаше в предвид болничкото отпусно писмо на кое стои дека на Тошта му бил вметнат стент на срцето. Ова е тоа македонско судство, каде се почесто можеме да се видат примери како оние со подлабоки джебови во судир со законот поминуваат многу полесно од да ги наречеме обичните смртници. Хаосот во судството не стивнува, се делат пасоши за да суди на матура, се бираат нови судии во повисоките судови и наместо судиите да бидат разрешени за нивните скандалозни одлуки, поминуваат само со казна од нивните колеги во судскиот совет, од се досега што вида јавноста. Куршум не ги бие судиите без разлика на нивната одлука и реакциите во јавноста. Последниот случај во кој судиите не се знае по кој пат донесува скандалозна одлука и му дадоа пасош на бизнисменот Асмир Јаховски за да отпатува на Босфор,
покажа дека со полни џебови не се седи во притвор, додека обвинителството истражува дали тој е дел од злоупотребата на 167 милиони буџетски пари за набавка на отровен мазут. Адвокатот Сашо Дуковски вели дека тоа што судиите овозможија газата на Пуцко Петрол да не ја пропушти матурата на Босфор, испратија горлива порака до граѓаните, а тоа е дека во Македонија со пари се купува се што сакаш. Според адвокатот, ваква судска пракса досега не била видена. Тој појаснува дека застапувал поранешни пратеници и министри, па и со многу поголеми причини од семени прослави не им биле враќани пасошите. Дуковски вели дека одамна македонското судство е во колапс и никако да мртне од мртва точка. Воопшто не е пракса, особено во текот на истрагата, да се врати пасош за таква банална и тривиална работа како што е некаква си посета. Значи, на луѓе што биле болни со карцином, па не им се давал времен пасош, а не за некаква прослава. Која е пораката тука? Значи, јас ако имам пари, треба да можам да правам што сакам. Ако немам пари, тогаш јас треба да изгнијам во притвор или во затвор, или основното уставно загарантирано право на движење да ми биде ограничено затоа што јас немам пасош. Зошто? Затоа што немам пари. Од владеачката ВМРО ДПМН побара од надлежните да постапат, а судскиот совет да го разреши судијата што му го даде пасошот на Јаховски. Сепак, судскиот совет нема намера да истражува како и зошто му е вратен пасошот. За председателот на судски совет Александар Камбовски, аргумент е што обвинителството се согласило Јаховски да добие пасош со важност од 6 месеци. Инаку тројцата судии Ѓоко Ристовски, Тања Милевска и Лидија Зимбовска од Скопска апелација одлучија да му дозволат на Јаховски да се извади времен пасош. Висшето обвинителство дало позитивно мислење и тие прифатиле. Ова е само уште еден пример во низата скандалозни судски одлуки. Македонското судство години наназад е на колена, а довербата на граѓаните изнесува минимални 2%. Европската комисија во сите годишни извештаи забележува слабости и корупција во судскиот систем. До крајот на јуни се очекува да бидат изгласани пакетот закони за реформи на правосудниот систем, кои што го подготви Министерството за правда. Во измените на законот за судскиот совет имплементирани се забелешките на оценската мисија на ЕУ, која влеза во советот по скандалозното однесување на неговите членови. Токму така, во македонското судство, ако имаш пари, можеш да купиш што сакаш, па дури и да си ја купиш слободата. Тоа што е најтрагично е што судскиот совет, оној во кој 5 судии се без легитимитет заради изгласаната интерпелација во собранието, нема да ја преспитува одлуката на апелација за времениот пасош. За председателот Камбовски аргумент е што обвинителството ете се согласило Јаховски да добие пасош со важност од 6 месеци. Тоа е судска одлука, од она што го следев од медиумите, таму согласноста ја дало основното јавно обвинителство. Судскиот совет нема ингеренција да се меша во секоја судска одлука, бидејќи дневно се носат илјадници судски одлуки, рече првиот човек на советот одговарајќи на новинарско прашање. Кутрите тие, толку работа имаат што немаат време да се занимаваат со, оваа ситница како оваа, нели? Имаат тие други приоритети. Парите. Истиот ден, кога ја даде оваа изјава, судскиот совет се пожали дека за да работеле подобро и поажурно им требале повеќе средства, затоа што сите судови во Македонија кубуреле со кадар. Навистина човек да ги жали. Па не само тоа, туку и дел од членовите реагираа зашто министерот за правда или председателот на Врховниот суд не им доаѓале на седници, бидејќи за вакви прашања, како што се парите, нели, требало да има дискусија и со извршната власт. За пари да бараат, велат, треба дискусија. Ама за да криминалците за да останат во притвор, немаат време да коментираат. Пренатрупани биле. Велат дека македонските судови во првите 3 месеци имале за решавање над 280.000 предмети. Над 130.000 биле останати од лани, а речиси 150 се нови. Во јануари, февруари и март епилог добиле 137.000 предмети. Ете, можеби затоа Јаховски доби пасош, изгледа тој треба да го одврзе кесето за да им помогне на кутриве од судскиот совет. Па може ке фрли некој милионче да ги финансира. Уште и за филантроп фали да го прогласат. Па нели неговата нафтена компанија Пуцко Петрол беше еден од најголемите снабдувачи со нафта и нафтени деривати на државните институции и влезе во групата од топ 10 тендерџи за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Станува збор за нафтена компанија формирана во 1999 година од страна на Исмаил Јаховски, поранешен градоначалник на Пласница и актуелен пратеник на ДУИ, кој пред неколку години се повлече од друштвото и кормилото му го препушти на неговиот син, кој сега е осомничен.
Долги години наназад Пуцко Петрол си добива голем број тендери за снабдување со нафта и нафтени деривати, така што за само една година, како што покажуваат официјалните податоци, склучила над 200 договори за јавна набавка. Дополнително во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, Пуцко Петрол се наоѓа на високо трето место според вредноста на добиените тендери во периодот од 2019 до 2023 година, кога нафтената компанија склучила 1776 договори за јавна набавка, вкупен износ од 137 милиони евра. Над 1700 договори. Значи, во екот на светската енергетска криза, наместо да мислат план како да се спасиме и од каде да најдеме струја, тие си местеле тендери, се менувале документации, си правеле фиктивни договори за позајмици и посреднички услуги. На овој начин испумпале нешто од над 160 милион евра народни пари. Во тек на најголема енергетска криза, некој да те краде, барем според мене, тоа е рамно на воено злосторство. На сметките за струја не изгореа, децата живеа во ладни домови преку зима, а преку лето се вареа на горештини. Зошто? За да оваа банда ги полни джебовите. Украле над 160 милиони евра. И криминалот не завршува тука. За да биде помонструозен овој случај, тие преубезувале сомнителен мазут, штетни горива и што се не, со што практично не труеле. Лично се уверивме дека цели 7 години СДСМ не само што не испокрадоа, тие полека и не убивале. Реков, според мене, овој случај се граничи со злостор. И воедно, никој не може да ме убеди дека врвот на СДСМ и на времето не знаеле што се случува и дека еве типовите како Ковачевски, Капушевски, газата на Пуцко Петрол се си правеле на своја рак. Па луѓе, ја не знам колку приказки и новинарски истражувања се правени на оваа тема. Затоа истрагата не треба да запре на оваа банда. Туку треба да се види кој зошто неколку години молчал за оваа работа. И еве кои дава притвори, ослободува од притвори и слично. И тој или тие да одговараат за тоа што некој намерно не ги труел децата. И како што реков, да одговара и за своевидно воено профитерство, затоа што голем дел од сделките се правени за време на енергетската криза. А кога сме кај тие што профитилере на грбот на граѓаните за време на истата криза, еве неделава се обелодени уште еден сличен случај. Почитувани, Венко Филипче трет ден молчи за испумпувањето на десетици милиони евра од ЕСМ од страна на Вице Заев и фирми кои водат и лично до него. Истражувањето на истражувачките новинари кои го објавија овој скандал всушност покажува зошто ЕСМ е доведена во состојба на милионски долгови. Вице Заев, Зоран Заев и Венко Филипче се директно виновни што струјата во нивно време се покачи за над 50%. Заев и Филипче се директно виновни што немало инвестиции во енергетиката, а немало за да има повеќе пари за во нивните джебови. За да може да профитираат Зоран Заев, Вице Заев и Венко Филипче, биле направени мрежа на фирми и посредници за ископ, транспорт и продажба на јаглен од Грција на ЕСМ. Токму така, нов скандал за профитери кои на грбот на граѓаните се богателе во време на криза. Првите нелиете што зборував досега беа од ДУИ, сега овие од СДСМ. Зашто станува збор? Имено истражувачката репортерска лабораторија, или скратено ИРЛ, неделава го објави своето истражување за набавката на, погодете што, исто така јаглен за потребите на ЕСМ. Значи нешто слично како Јаховски и компанијата. Во текстот под наслов од грчкиот јаглен што горел во Македонија парите исчадиле кај Вице Заев во Бугарија, ИРЛ објавува истражување кое открива како со помош на мрежа од компании и посредници, раководството на ЕСМ, тогашното, дозволило државата да купува поскап јаглен со цел некои компании и бизнис моќници со силни политички врски, таа криза да искористат како шанса за сопствено богатење врз грбот на граѓаните, кои плаќавме, ако памтите, драстично повисоки сметки за струја. Од 2022 година до денес компанијата ЕСМ склучила договор со 11 фирми за набавка на околу 4,6 милиони тони јаглен, за што било договорено нетранспарентно да се потрошат 283 милиони евра. Во една од овие сделки, 9 милиони евра завршиле кај бугарската фирма во сопственост на братот на поранешниот премиер Зоран Заев, бизнисменот Вице Заев. Се уште незакрепнати од ковид пандемијата, која силно ги погоди европските држави, континентот во 2022 година се соочи со нова незамислива криза, војната во Украина.
Додека некои во кризата видоа шанса за енергетска транзиција, други овозможуваа кризно профитерство финансирано со буџетски пари преку сектори клучни за државата и граѓаните. Една таква земја е и Македонија, се вели на почетокот на истражувањето. Значи, репортерите откриле дека фирмата на братот на екс-премиерот и поранешен лидер на СДСМ Зоран Заев во бизнисот од кој профитирале и десетина други компании, влегла од втор план, односно била ангажирана од компанијата Зобек Майнинг, чиј собственик е македонецот Енис Колашинац и кој имала добиено договор за набавка на јаглен за домашните енергетски капацитети од државната компанија ЕСМ. Цели 9 милиони евра. Толкав бил дел од колачот што завршил кај бугарската фирма во собственост на братот на поранешниот премиер, Вице Заев. Тој од набавките на јаглен што државната компанија ги исклучила од 2022 година до денес за да ги обезбеди домашните електрани да имаат доволно за да произведуваат електрична енергија, си ги добил тие пари. Интересно е што газдата на Зобек Майнинг признава дека бил голем пријател со Заев, но екс-премиерот, но се правда дека не знаел која е компанијата со кого го склучил договор. Тоа наводно го разбрал од банката преку кој оделе плаќањата, но кога прекинале исплатите, наводно му кажале да си најде друга банка затоа што станувало збор за фирма на Вице Заев. Миж, јас сам да ти баја. Па поврзаноста на Зобек Майнинг со опозицијската партија СДСМ води и до сегашниот лидер Венко Филипч. Минатата година исто така ИРЛ нели објави фотографија на возило Ауди кое за време на предизборната кампања го возеше Филипч, а се водеше на чие име? На фирмата Зобек Майнинг. Колашинац тогаш потврдил дека возилото било земено на лизинг за компанијата, но дека сега е во собственост, лична собственост на Филипч. И после ќе се чудиме златни визи за Дубај. Не златни, од диаманти ќе им дадат само за да им ги соберат парите што овие ги имаат извлечено од наш джеб тука. Значи, само што излеговме од корона и само што започна војната во Украина со тоа светската енергетска криза, нам е да смислат план бе, од каде и како да најдеме струја, тие бре си делеле тендери и си ги полнеле джебовите. Во тек на криза, реков, некој да те краде и да се богати на твој грб, а бе воено злосторство, што сакате кажете. Сега јасно ви е и со кого Македонија си имала работа цели 7 години. Ете случајот на Пуцко Петрол и Јаховскиот директор поврзан со ДУИ, а другиот директно поврзан со Заев и Филипче СДСМ. И сега они ни држат лекции како договорот со Британија не чинел, како македонската економија била пред колапс, и тоа во ситуација кога статистиката ти вели дека пораснала за 3%, пак зборат како биле нарушени меѓуетничките односи или како владата водела погрешна надворешна политика. Па немојте ви се молам. Ајде таму закопајте се негде подалеку од очите на јавноста, затоа што за се ова еден ден ќе одговарате. И мора. Ќе одговарате и за парите, но ќе одговарате и за распродажбата на името, идентитетот, јазикот и историјата. Е сега кога сме на оваа тема, гледаме дека по огромниот успех на македонската дипломатија во еден извештај на високото тело на Европската унија, како што е Европскиот парламент, да се зацементираат македонскиот идентитет и јазик, Бугарија ја фати паника. За прв пат, после толку време, во Софија се уклучија сите аларми. Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц го одложи гласањето за напредокот на земјата на состанокот на Комитетот за надворешни работи на парламентот. Иако на стартот на расправата побара гласањето да биде одложено за 24 јуни, Вајц тврди дека цврсто стои позади содржината на извештајот. По обвинувањата на бугарските европратеници дека имал тајни средби со македонски представници во пресред на гласањето, Вајц им порача дека нема намера со извештајот да се решаваат билатералните прашања. I must say that I absolutely stand behind my report. All groups have been involved into the negotiations. All groups have participated in forming these compromises. This is a report of the European Parliament and the European Union to the state of accession when it comes to the country of North Macedonia. This report is not intending or is not there to solve bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia. Still, we know that also bilateral relations, but also the let's say, rule of law, treatment of minorities, communities, and so on, is a European issue. However, I would like to ask for a postponement of the vote of this report to the 24th of June. По случувањата во Европскиот парламент од македонската влада за Сител вела дека одложувањето не е работа
која зависи од нас, но цениме дека е резултат на нашите напори извештајот да биде изгласан онака како што беше предложен, без никакви промени. Во овој извештај за прв пат се употребуваат термините посебен македонски идентитет и посебен македонски јазик, а токму поради ова бугарските европратеници бараат на оваа формулација да биде вметната придавката сегашен. Македонскиот државен врв ваквите обиди од бугарска страна да се наметнат нивните позиции веќе ги оцени како неприфатливи. Истовремено беше испратена и порака до Брисел дека ова е шанса за Европа да ја исправи историската неправда нанесена на нашата држава. Македонија очекува поддршка од мнозинството европратеници за извештајот, откако премиерот повика македонските партии да лобираат кај нивните сестрински европски партии. И бугарската паника не завршува тука. Откако го обвинија Вајц дека бил подкупен, дека се среќавал само со македонски функционери, дека користел македонски речник, дека бил слуга на македонската влада и слично, сега и се пуштија и на еврокомесарката Марта Кос. Имено неофицијалното гласило на софиската влада БГНС во својата статија под наслов «Билатералниот неуспех на Марта Кос» ја обвини комесарката за заменување на европската позиција во служба на странски интереси и дека и таа, како Вајц, зборувала со реториката на Македонија наместо со европската. Демек зборувала за билатерализација на спорот, кој според нивната најнова реторика бил, замислете, европски, а не спор меѓу две држави. Значи, Македонија и Бугарија немаат спор, туку спор имаат Македонија и Европската Унија. Тоа што е трагично, што може би до некаде се во право, затоа што се повикуваат на договорот од 2022 година, односно од францускиот предлог, кој го прифатија оние профитерини од СДСМ и ДУИ, со кој сами дозволивме од обичен спор меѓу две држави, тоа да стане дел од нашите преговори со ЕУ. Но не се. Ајде што ја удрија Кос на ова, за ова. Туку замислете, ја обвинија дека имала и соработка со поранешната југословенска тајна служба УДБА. Скандалозното однесување на европската комесарка за проширување Кос во последниве месеци ги оживеа долгогодишните сомнежи за незините врски со југословенската државна безбедност УДБА. Прашањата што се вртат околу незината личност повторно излегуваат на виделина откако таа покажа целосна неспособност или можеби неподготвеност да го брани паневропскиот интерес на Западен Балкан. Покрај тоа, Кос целосно и некритички ги повторува антиевропските наративи на политичките елити во Скопје, што ја става во подредена положба, се вели во коментарот на БГНС. А што е всушност гревот на Кос? Изјавите кои претходно ги даде и подпредседателката на Европската комисија Каја Калас, во кој оставија простор Бугарија и Македонија повторно да седнат на маса и да најдат решение за блокадата. Мислам дека со ова темпо со кое почнаа да ги гаѓаат еврофункционерите, Бугарија на крајот ќе се скара со цел Брисел, па дури и со чистачките во Европската комисија. Но тоа си е нивни проблем. Тоа што за мене е важно е што без разлика што гласањето е одложено, останува фактот дека после не знам колку години, можеби повеќе од една деценија, Македонија е во предност, а Бугарија е во дефанзива. И добро е што македонската влада го знае тоа и нема намера да попушти. Македонија и македонците не се случајни, не менува ништо дали извештајот во Европскиот парламент ќе се усвои ова или некоја следна недела. Она што е најважно е дека од вистината не се бега, само прашање на време е кога ќе излезе, а полека излегува во европските институции, порача во гостување на Алфа вице-премиерот и министр за транспорт Александар Николовски. Според него ова се историски работи кои остануваат непроменети. Извештајот е коректен, би рекол. Нема во извештајот ништо што е надвор од вистината или ништо што не соодветствува на реалноста. Само го потврдува оно што сите го знаеме, дека Македонија и македонците не се случајни, не се случајно тука, не се вештачки создадени, не се насадени на Балканот, туку имаат долга многовековна традиција која што на сите ни е позната. Одредени други сакаат да ја негираат и да речат дека тоа не е така, но како и секоја друга вистина и оваа излезе. Само бугарските европратеници се незадоволни од извештајот со кој во Европскиот парламент ќе се зацементираат македонскиот јазик и идентитет и преку амандмани бараат да стои сегашен јазик и идентитет, што е неприфатливо за македонската влада. Според Николовски, добро е што е променета политиката на надворешен план. Вели тоа е голем историски исчекор. Нашата позиција станува афирмирана и призната, иако пред државата е голем и долг пат. Вели годините на претходната влада биле години на национално понижување кои не смеат да се повторат. Тие години треба се
подсетник и предупредување да не ни се случат истите работи во годините кои што доаѓаат пред нас, односно мора да сме сите внимателни да не ни се повторат такви анационални ликови кои што би воделе држави, кои што би имале клучни државни позиции. За среќа тие години сега се позади нас и има влада која што е би рекла патриотски насочена и која што ги брани националните интереси. Токму така, не е важно кога ќе се усвои извештајот, па дури и да не се усвои. Важно е што Европската Унија, но и светот ја гледаат вистината за Македонија. А тоа е дека постоела и ќе постои Македонија. Македонски народ, македонски јазик, култура, историја и слично. Во овие 30 години од независноста, цело време некој го негира нашето постоење, но историјата секогаш покажувала дека ништо не може да уништи Македонија без оглед колку напор се вложува. Мислеа дека со Преспанскиот договор ќе успеат да не уштинат. После тоа го очекуваа со договорот за добрососедство со Бугарија. На крајот и со францускиот предлог. Но ништо тоа не им успева. И рака на срце, мора да се признае дека тоа е и заслуга на новата власт во Македонија. Вистината конечно излезе на меѓународна сцена исклучиво поради дипломатската офанзива на новата власт, која почна владата од првиот ден и силно е поддржана од председателката, која како македонската дипломатија 7 години чмаеше, се починуваше и виткаше кичма, конечно настапи како што треба, во целосна одбрана на македонскиот идентитет и јазик. Координираниот настап на целиот државен врв имаше една цел – да се изнесе македонското прашање пред сите меѓународни фактори и тоа даде резултати, зашто беа употребени сите можни алатки кои ги имаше нашата страна да го убедиме светот во нашата вистина и да понудиме и предлог да се откочат евроинтеграциите. И не само тоа. Со своето однесување, Бугарија на цело Европа, мора и на светот, му покажува колку се апсурдни нивните уцени и барања. Дека едно обично техничко прашање, како што е извештајот на Европскиот парламент, во кој нели треба да се оценува напредокот во владењето на правото, борбата за корупцијата, човековите права, заштита на околината и слично, се претвори во расправа за негирање на македонскиот идентитет. Ете неделава цела Европа точно ги виде вистинските бугарски намери. А тоа е дека не станува збор за некакви европски принципи или некакви малцински права на оние 3000 граѓани кои изразија бугарска самосвест кај нас. Туку дека намерата е јасна како ден, а тоа е бришење на македонскиот идентитет и на неговиот историски континуитет. Или како што каже екс-амбасадорот Боцевски, сега целата Европа може да гледа дека единствено нешто што е спорно е токму постоењето на македонскиот јазик, македонскиот идентитет, самото постоење на македонската нација. Се виде дека на една нација во 2025 година и се спори правото на постоење и тоа ни помалку ни повеќе туку од една земја членка на Европската Унија и ни помалку ни повеќе туку во Европскиот парламент, кој што нели треба да биде домот или центарот на европската демократија. Затоа реков, не е важно кога и дали воопшто ќе биде усвоен овој извештај. Македонија доби една голема битка во дипломатската војна, која знаете дека уште ќе трае. И како реков минатата недела, колку си подостоинствен и неприкосновен во однос на сопствениот идентитет, толку повеќе ќе те почитуваат. Со својот став кон себе си ги учиш другите како да се однесуваат со тебе. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица и нели тука пред да се одевам, традиционално ни останува уште некоја минута да прокоментираме тема која не стигнавме во првиот дел. Зашто станува збор? Како верен следач на македонската верзија на Кардашијан реалното шоу со наслов "Фатете ја дивоградбата", каде во главна улога е градоначалничката Арсовска, морам да признам дека имавме прилично возбудлива недела. Значи, откако го разори цел чаир, викајки и дрско дерејки им се на градежните работници, со повици до градоначалникот Ганиу со зборови излези ако си маш, македонската Кардашијан влезе во градскиот совет. Еве со овој билборд во рацете, бараше советот за расправа за дивоградбите во чаир. И со својот вообичаен дрзок стил се обидуваше да ги дисциплинира советниците, па дури нарекувајки ги кучиња. И нормално обидот не и успеа затоа што советниците не потпаднаа на незината кампања, сметајки дека Арсовска на 4 месеци пред избори само прави циркузи и дека со дивоградбите требало да се занимава изминатите 3,5 години, а не сега, што искрено е апсолутна вистина.
сега проблемот е што дека таа се гледа себе си во улога да на Дон Кихот, градот што треба да го води, еве и на крај на мандат буквално се распаѓа. Скопје, метропола по површина, далеко од метропола по изглед. Смет, прашина, полни контејнери наместо модерен и европски главен град. Од точка А до точка Б да се стигне во Скопје стана научна фантастика. Се ветуваше решавање на сообраќајниот хаос, 5 нови модерни булевари, но наместо тоа гужви, редици и нервозни возачи. Додека Арсовска снима дивоградби низ Чаир, скопјани на пеколни температури чекаат по автобуските станици за да стигнат до работа, лекар, во школа. Кога конечно ќе дојде автобусот, возењето е во нехумани услови, а патниците се буквално како сардини. Ни поречиси 4 години од мандатот ги нема 250 еколошки автобуси по скопските улици. Квалитетен, удобен, навремен и пред се бесплатен јавен превоз беше едно од главните предизборни ветувања на актуелната градоначалничка. Секојдневието сега постојана агонија дали воопшто и ќе дојде автобус. Најголемиот проблем за скопјани е нехигиената и нередовниот јавен превоз. Велат дека не се задоволни од работата на градоначалничката, а од новиот градоначалник очекуваат дека ќе ги реши проблемите на граѓаните кои изминатите години само се таложат. Проблеми има многу. Најголемиот е прво ѓубрето, автобусите што не се редовни. Има 300 и проекти и планови, никој ништо не спроведе. Таа е катастрофа, ама не е само нејзина вина. Ѓубрето го така кучината го расфрлат. Не е чистено. И додека граѓаните бараат решение за нивните проблеми, градоначалничката конечно почнавме да ја гледаме во јавност, но веројатно само за она што неа ја интересира. Актуелни функционери алармираат дека Арсовска ова го прави затоа што се користи како инструмент од ДУИ за дестабилизација пред локалните избори, а таа возвраќа дека трпела закани. Скопјани сакаат убав, модерен и европски град. Практично тоа им беше и ветувано во предизборието, дека метрополата повторно ќе биде зелен град. Наместо тоа, денеска секојдневно ја гледаат сликата на нечистотија на секаде низ градските улици. Главните ветувања на Арсовска пред да седне на градоначалничката фотелја покрај бесплатниот јавен и еколошки превоз беа и 5 мегапаркови. Скопје требаше да има најдобар луна парк на Балканот, да биде зелен град и град на велосипеди. Немаше да има булевар во Скопје без велосипедска патека, а дури и се ветуваа и 1000 бесплатни електрични велосипеди и тротинети годишно. Требаше да имаме и модерни автобуски постојки. Што се не е исполнето од програмата за модерно Скопје, Алфа веќе 3 дена чека на одговор од кабинетот на Арсовска, но од градските служби молк, исто како и за прашањето зошто не се лоцираат дивоградби во останатите општини. Нема што да се додаде. Во ист период, додека Арсовска глуми Кардашијан, приватните превозници се заканија дека ќе ги паркираат автобусите, бидејќи ЈСП им немаше исплатено ниту денар. Во истиот период, контејнерите низ целиот град се полни со смет и на овие температури градот не да смрди, туку корне. Во истиот период, половина Скопје нели остана без вода и наместо најавените 15 часа, чешмите на некои места останаа суви 2 дена. И да не редам натаму. Ама важно Арсовска, во ист статус на социјалните мрежи во кои се жали дека некој се заканува неизајни на низиното семејство, неколку редови по тоа се фали како во Советот на Европа на Конгресот на локалните власт едногласно била избрана за потпарол и координатор за следење и спречување корупција на локално ниво. Сега ми е јасно зошто кутрата цел мандат го мина без потпарол, па таа ја сакала функцијата за себе. Еве, слободно нека ја земат. Нека шета низ Брисел, Страсбур или некој друг европски град и нека лови дивоградби, нека се заканува, нив нека им вика, а излези ако си маш. Па така, може би ова нејзино Кардашијан шоу тек излези на меѓународна сцена и конечно ќе ја добие славата по која толку пека. Нас нека ни е Господ на помош уште овие 4 месеци. Но што се не сме истрпеле, така што мислам дека ќе истрпиме и неа. И тука мислам дека е време да ја завршам и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание со Господ напред. Се гледаме за една недела, на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.